Чест ми е што сум дел од овој настан. Мислам дека овде на некој начин, иако не копаме, ама ставаме темели на нешто многу суштинско. И инспириран сум од излагањата на професорите, и Советот, Институтот, Ману. Очигледно има многу логика, зошто токму во Љубојна во Преспа да биде овој центар за грижа и за развој на македонскиот јазик. Има и друга символика. Спомна и актуелниот премиер, и претходниот и идниот премиер. Тешко е да се суди од перспектива 2 години. За толку крупна работа затворивме прашање што беше 3 децениско, како проблем. За многумина се чинеше невозможно решението. Меѓутоа, еве не ние како толкуваме, туку човек што е еден, веројатно, од најинволвираните и најинформираните луѓе, а не е македонец, медијаторот Метју Нимец. Човекот чиј роден ден е денеска. Човекот беше со најголем стаж специјален представник на генералниот секретар на Обединетите нации, па веројатно во историјата на Обединетите нации, посветен да го реши ова прашање. И неодамна еден вид лично сведоштво на процесот, неговите мисли, има и дел од ставовите, издаде 10 страници на едно издание Nationalities на Универзитетот Кембридж, каде вели за нашата страна, вели после Преспа никој во светот не може да спори дека во Северна Македонија живеат македонци што зборуваат македонски јазик. И тоа е едно од суштинските придобивки и наши цели, и мислам дека ова докажува дека ние нашата мисија ја исполнивме успешно. Второ, 2 години измина, ние сме веќе членки на НАТО и формално на 27 март, иако церемонијата со знамето тоа беше петок, понеделник 30 март, и добивме зелено светло што го чекавме од Европската Унија 15 години како земја кандидат. И очекуваме во втората половина на оваа година со германското председателство конечно и тој европски пат да го почнеме. Имаме придобивка и уште една, нешто што е многу природно и разбирливо. Мислам дека границата со Грција од овде е на 4 километри по воздушна линија. Така некако. За 2 соседни земји, комши во Европа, најприродно и најлогично е да бидат блиски, да бидат пријатели и да бидат сојузници. Но тоа беше незамисливо до неодамна. И уште една символика има што не врзува со ова место, и подоцна ќе одам кон Маркова нога, да кажам малку околу таа работа. Првиот договор што го подпишавме по Преспанскиот договор со Грција, тоа е спогодба за граничен премин Маркова нога Лемос, кој што меѓу другото е договор што е подпишан на македонски, на грчки и на англиски јазик. И во членот 6 се наведува дека овој договор е напишан на овие 3 јазици. Тоа е прв договор со Грција каде што е наведено македонски јазик и што е подпишан на македонски јазик како резултат на Преспанскиот договор. И сега кон вашето прашање. Јас не сум лингвист, јас сум еден обичен правник со специјалност меѓународно право, меѓутоа од таа перспектива правото да се негува и да се зборува македонскиот јазик како наш мајчин јазик е наша работа. Тој е неотуѓево право на македонскиот народ и се изразува меѓу другото и низ правото на самоопределување, кое што е право утврдено во членот 1 од 2
во два документи на Обединетите нации, и Пактот за граѓански и политички права и Пактот за економски и социјални права. Тоа е наша работа. И како што ние не удираме печат на други јазици и не им се мешаме во внатрешните работи на други народи во однос на нивните јазици, во овој век, на овој континент, во Европа, ќе инсистираме на таков однос кон нас и во секој случај ќе водиме таква политика да стане невозможно да мора да се избере меѓу нашиот идентитет, кој сме, и македонскиот јазик, и европските интеграции. Од европските интеграции, за да бидат европски, подразбираат еден сет на принципи и почитување на овие права што ги споменав. Балканот е многу тежок со спорови. И мислам дека со лидерството на Зоран Заев заедно успеавме да покажеме дека и овде на Балканот живеат и европејци кои што можат на европски начин да решат еден голем проблем. И мислам дека, иако е рано, низ Преспанскиот договор двете држави пораснаа. И станаа поголеми не во смисла на територија, туку во тоа како му приоѓаме и како го третираме соседот, па и во една етичка смисла, а во секој случај во смисла на меѓународната репутација. Денес баш Зоран е добитник на уште една награда од Германија, меѓу другото, за многу други работи, ама меѓу другото и за неговата улога и лидерство за Преспанскиот договор. Така што мислам дека ќе ги решиме сите предизвици, направивме еден огромен чекор и се ослободивме од онаа придавка од и нас името ни е Македонија. Северна е придавка кон Македонија, бидејќи нашата република е во северниот дел од поголемиот регион. Ама имавме едно време и придавка што не ја сакавме и ја викавме референца, ама насекаде во Обединетите нации, во Европската унија, во ОПСЕ, во Советот на Европа, на фудбалски надпревари, па дури и Евровизии со песните, не викаа поранешна или бивша Југословенска република Македонија. Го финализиравме нашето зачленување во семејството на Обединетите нации со личната карта на државата, каде се разбира и македонскиот јазик. И нема правна основа ниту еден друг народ, ниту една друга држава по комплетирањето на тој процес овие прашања да ги отвара. Ке најдеме начин како, не борејќи се, туку работејќи заедно и соработувајќи, сите предизвици да ги надминеме, но за оваа работа не може да се разговара, бидејќи ова е резултат на еден историски процес, дел од работите ги слушнавме и тука, и околу стандардизацијата, и околу Конески, кој што вели во македонскиот јазик е татковината, нашата татковина. Така што мене ме инспирира овие разни погледи и перспективи баш на македонскиот јазик и сега што ветивме овде денес ќе мора и ќе го оствариме. Ова што е зад нас, како изгледа, да го задржиме овој изглед, да не измислуваме нешто ново, во Скопје доста имаме. Да го задржиме изгледот и да дојдеме овде без разлика кој во каква улога ќе биде и на тоа отварање на центарот за грижа и развој на македонскиот јазик и се надевам дека тоа нема да мораме да носиме маски. Ви благодарам.